Ќе се надоврзаме на темата и ќе продолжиме секако во таа насока да евоцираме убави спомени од некогашното Скопје и да раскажуваме те убави скопски приказни. Моите денешни соговорници се Бранко Василков до мене, председател на Сдруженијето на туристички водичи на Македонија. Бранко, добро утро и добре ни дојдовте. И заедно со нас е господинот Мојсо Мојсовски, поранешен новинар, автор на неколку книги кои што се посветени за градот Скопје и како ве нарекуваат хроничар за Скопје, затоа што можете многу да раскажувате за главниот град. Ако ме прашате дома како ме вика, доста више со тие приказни. А ја уште приказни. А за вас никогаш доста за Скопје. Да. Така е. Добро утро и за вас и добре ми дојдовте. Ќе се навратиме можеби на ова со архитектурата и што господинот Мишко го сподели, но ја би сакала да ве прашам какви денови вие паметите од вашата младост се поврзани со Скопје. Бранко, вие на 9 години доаѓате во главниот град, а Мојсо е тука роден, па еве може со вас да стартуваме како беше пред многу години во главниот град. Благодарам. Да не заборавам, поздрав до вашите ценете гледачи, поздрав до сите вас во студиото. Доаѓајќи навака, јас се подсетив на мојот прв чекор што го направив во кругот на МТВ, што беше порано овде. И не знам зашто ме внесоа од таа капија од кај Вардар, а не од главната што беше кај што знаеме сите. Така да првата средба со мојата идна куќа е оваа зграда во која што е вашата телевизија, порано беше нели таа што беше ТВ Скопје. Така да првиот удар за гостувањето, за тремата е токму тоа, враќање на сеќавањата на тие денови, на доаѓањето на првите денови новинарство и како беше, што беше. Меѓутоа, тоа е долга приказна. Ако ме оставите, може ќе не стемни. Може книга нова да напишеме. Да. Вие сте роден во Дебар Мало, таму растете, таму се уште живеете и баш можете Сега морам да тачно да ви кажам. Роден сум во една палата Мацура, се викаше. Тоа е Карши кино Младина и роден сум на таванот горе. Татко ми тоа било што можел да го добие од службата, а на еден од зидовите на палата Мацура имаше избоен зид со бело, кај што се прожектираа филмови секоја вечер. Скопјани со столчиња од дома доаѓаа и тоа се викаше кино без пари. Значи, првите месец дена или неколку месеци ги имаме од породилно, нели, од градска болница у центар, поминато тука, а после во Дебармало, во едно училиште железничарско, у кое што секоја просторија имаше по една фамилија. А подовите беа, пошто училници биле, мајка ми покојна, тамо живеевме 12 на години, секој ден стругаше мрсно и секогаш имаше за коментирање тоа. Па прегради татко ми таа една училница, стана стан, нели, голем. И тука има поминато, меѓутоа тие денови не се забораваат. Како не? Се обидов преска да ви кажам, тамо во темелите се појавуваше вода, бидејќи Вардар течел тука. Се појавуваше вода веднаш, што се појави песок, после тоа се полни темелот и ние тука си правевме сплавови, Робинзони, Крусо, не знам што. А меѓу циглите си игравме партизани и германци. Сега, циглите се уште не се нешто што не е својствено за Дебар Мало, бидејќи од архитектонска гледна точка, можеби тоа е делот во Скопје кој што најмногу трпи измени и веќе не е тоа што некогаш било. Веќе некако зграда до зграда се, како велат дебармалци, не се дише веќе. Како вие сега, после толку години, го доживувате малото во кое што израснавте? Малото и така, бидејќи нема место кај тоа се све приватни куќи кои што си држат до себе и не ги даваат, нели, на инвеститори, тука нема. Зборувате сега за вашиот дел, баш кај што живеете, инаку остатокот е... Остатокот ја избегавам додам во моето старо Мало. Прво нема... Па бидејќи го нема, веројатно. Да, па ги нема ни луѓето сега. Да. Нормално е. Отишле на службен пут, а не зеле повратна карта. И така натаму.
шегата настрана. Има неколку работи на кои што се сеќавам нон-стоп. Првата работа е велосипедите, ние викаме точаците, пред градски стадион. Точаците беа потпрени на бедемот, тие што дошле со точак, добиваат нели едно и плаќаат за да ми се чува. Таа слика ја има по фотографии. Стотици, може да Да, илјади. Скопје никогаш важел за велосипедски град, многу подобар од што Таа е сега. слика мене не ми темне. Не ми темне сликата што се случуваше кога одевме на Вардар, татко ми на работа, а мајка ми ќе земе черги од дома, ќе ги стави у количка и нас ќе не качи со сестра ми и ќе не однесе на Вардар и тамо ги пере чергите, ние се пробањуваме, кој знае да плива, кој не знае. Кој не знае, ќе дојат тие децата тамо, ќе те фрлат у Вардар, сакаш, нечеш, Ќе научиш. ќе пафташ и ќе научиш. Тоа се така тие плажи што беа на ред офицерска, од кај Жабар тука, војничка плажа од Каршија, градска плажа, руска плажа, тоа е на крај веќе на паркот и центарот на станите Кермес. Тука ние кога поодраснавме малку се врткавме околу Кермес, па навечер слушавме музика и мирисавме од тоа што јадат гостите тамо. Тоа беше тоа и така натаму. Сепак убави моменти ве врзуваат за некогашното старо Скопје. Бранко, вие на 9 години доаѓате во главниот град. Каква е вашата приказна? Какви се вашите емоции поврзани со главниот град? Ве фаќа ли носталгија за тоа некогашно Скопје? Со оглед на тоа што нели вашата професија и баш сте сведок на тоа како се менува градот низ годините. Да. Како прво морам да кажам дека од Битола дојдов во Скопје. Значи од плава крв, кај што како дете со пајтон по широк сокак сум се возел, сега не многу сензационално го доживеав тоа, меѓутоа Скопје имам речено и пак ти речам е град Феникс. Значи успел да се возобнови после катастрофи, пожарот на Пиколомини, земјотресот 63 година, пред тоа поплавата, два мандати на лошо менаџирање со градот и тие ги преживеавме. Сега имаме големо очекување од новиот татко, ама ајде да денеска е роден ден. Да видиме, да. Да, да оставиме да видиме. Да видиме што ќе се дешава со градот. Инаку градот, сите градови еволуираат во својата историја. Скопје еволуираше. Архитектот Мишко Ралев го третираше тој аспект со после земјотресот изградбата на Скопје некои 11 години, Скопје беше масовно градилиште. Јас би полемизирал со него малку, инаку прво Кензо Танге е светски калибар на архитект. Значи 2018 година во Њујорк бев, имаше саем за архитектура, големо експо на архитектура и цел павилион беше посветен на стилот на Кензо Танге, стилот брутализам, и еден дел од тој павилион беше посветен на градот Скопје. Значи 63 до 74 се гради трговскиот центар, пошта со телекомуникацијските објекти, железничката станица, малиот ринг, зградата на Нова Македонија, зградата на печатот. И добро, Скопје 74 година добива некаков изглед. Кога се изгради градски трговски центар, завршен е 74 година, 55.000 квадратни метри продажба, најмодерен на Балканот беше. И сега 74-та нели завршува. Некои 40 години ништо не се гради во Скопје. Ништо. И Скопје изветве како джемпер 3 колена што го носеле. Знаете, 3 деца, сите го износеле излитен. И сега доаѓа тој фамозен проект Скопје 2014, контроверзен, многу контроверзен, голем залак за граѓаните на Скопје, нели, да се плати, проектиран едно, заврши друго, меѓутоа, од туристички аспект, ајде од туристички аспект да третираме. Значи, туризмот како приходна гранка, како гранка која најбрзо расте, ние што можеме да продадеме Скопје?
поминувате Камени мост и викаат Ристичева палата, сега да не ми се налути никој. Јас велам тоа е Ристичева палата и туристите од Англија, од Америка, од Сингапур, од Австралија велат се извинувам, каде е палатата? Па викам, ова е палатата. И една жардинерија цвеќе на сред плоштад, кај што имаше се уште црвена петокрака со љубичице мити се кунемо од времето. И тоа е, и со што ќе продадеме ние. Значи, се доби еден нов лик. Од, еве да речеме процентуално, од една група која што 50 луѓе брои, двајца разбираат архитектура и ќе речат, абе знаете, ова е малце кич. Да, има некои моменти се малце пренагласени, меѓутоа 48 од 50-те, што би рекло 97-8%, велат, па не очекуваме толку убав град, толку убави споменици, толку убава архитектура. Да не косиме професионално архитектура со туризам. Туризам, јас реков, една мома за да излезе на Корзо, ќе стаи кармин, па ќе се подсреди малце и добро, ќе ја загледуваат момците или туристите, ќе дојдат, ќе потрошат пари. Мора да имаме со нешто што ќе го продадеме Скопје. Што ќе ги привлечеме. Има ли зголемен број на туристи после тој момент, Скопје 2014, после тие градби кои што се, како што рековме, се уште контроверзни, некои ги поддржуваат, некои не, но вие сега зборувате од туристичка гледна точка, сепак привлекуваат се поголем број на туристи? Привлекуваат и после долго време Скопје го презеде приматот во најголем број ноќевања. До тогаш Охрид го држеше приматот со најголем број ноќевања. Значи туристите кои што доаѓаа сватија дека не можат со едно ноќевање да видат све. Во Скопје, прво така? цел ден е Скопје. Да. Скопје со Пантелеимон, кој што е бисер на византиската уметност, и нема време за Матка веќе. Матка исто така Матка исто е една задолжителна дестинација, да речем, кога во понудата? Една од must see. Значи, кога одите на интернет, Матка со подводната пештера, и тоа благодарејќи на спелеолозите и подводните истражувачи, стана голема атракција. Сега ви има и нов рекорд таму, така што мислам дополнително дека ќе привлекува што поголем број на туристи. Точно така. Веќе привлекува. Сега да не преидеме во на што друго треба да се направи, што ни смета. Зашто реков, големи се очекувањата од новиот градски татко, да среди некои работи. Калето е најпосетувана точка, прво затоа што таму има паркинг за автобусите, второ затоа што е бесплатен влезот, што по мое не би требало да биде нигде ни во околината, не во светот. Во една тврдина внатре не влегувате без пари. Со тие пари ќе се коси тревата на време. Да, нека и минимален билетот, но нека има нешто. Минимален да е, пак ќе има за нешто да се одржава таму, а не да чекаме да дојде август месец за да се искоси тревата. Она што е убавото го губиме на мали чекори, што се вика. Ѓубрето и останатото веќе да не го спомнуваме, но и се запустува она што е културно наследство. Подвижниот мост скапуваат басамаците, капијата таму има камења, знаеме инцидентот кога беше сега, помина тоа. Сега еве, нели сме на заедничка патека да ја градиме државата, ајде да се направи нешто. Значи, малце повеќе внимание се очекува од новиот градски татко, а и од, се извинувам што ќе прекинам. Со новата влада, значи, имаме Министерство за култура. Јас вчера прв пат го слушнав министерот да зборува нешто за туризмот. Значи, нека ми се налути, ама мора да си кажеме честно и поштено в лице. Така е. Во која населба ви израснавте, кога веќе бевте тука? Јас израснав некогашната Мичурин. Добро, центарско дете, значи? Центарско дете, па пешки на Корзо си одевме на Кеј, Ванила, Кермес, Опатија и останатото. Мичурин, каде што на 200 метри од новата железничка станица. Мичуринци кои доаѓаа на Корзо, страф и трефет беа. Ви сте, нели? Се лош. Не, ама он е помлад. Да. Не сте тука генерацијски. Исто водјанци поминујат, после тоа нема сијалици на бандерите. Со жили се искршени. Мичурин како изгледа сега? Непрепознатливо е. Сестра ми е носталгичар, она живее во Америка веќе долго време и некој ќе ми рече, Мичурин кај што живеевме, зградата, викам, еднаш поминав од чисто носталгија, се уште е зад скриена, заборавена, прашање е моментот кога, единствено затоа што
може би е 4 спрата, па е преголем залак за да се руши па да се гради, али Мичурин, она што е од Тобако па натамо, тамо беше аеродром што прскаа за комарците и ние како деца, еве една анекдота, ни беа интересни авионите, а имаше чувар кој што имаше она со сол наполнета со чмарица и тоа пржи по голи нозе невидено. И ќе се мувавме тамо. И ќе завршевте. Да, а сега е ете можда најгусто населена населба во Скопје, овај аеродром. Да. Мујсо, Да. луѓето ве препознаваат и по книгите кои што ги пишувате за Скопје. 2023 е издавате третата книга, Бадникарски скопски приказни, но имат исти такви книги објавени во 2003 и 2013 година. Тоа се долги години пишување и посветување приказни за градот Скопје. Тоа спонтано дојде. Меѓу првите у Фактор М соработував. Не треба со никого да се гледаш, си имаш компјутер, си имаш врска и ја како ми доаѓаат приказни, така ги бомбардирам. А не е тоа весник што искача еднаш на 2 недели. Која ќе им дојде колумната, ќе се ја објават. И кога видов дека тука има многу, другарите мои, што не направиш книга, мене ми беше непоемливо како тоа. И јас се зафатија тие, тогаш требаше да се помогне малку и така натаму. А последнава книга, ја не знаев дека ја издава. Тоа двете черки, нек се живи и здрави, влегле у компјутерот, нашле што ја ги интересира и со една комшика тука што ни е од улица Прашка, кај што ни беше бараката, чешка барака. Ви беше бараката, сега што има на местото? Сега има една зградичка на два спрата. Тоа е реалноста нели во Скопје. Мојсо има еден стан, другиот на едната ќерка, другата е надвор и така натаму. Надворот мало, иначе тука е. И што да ви кажам? Тоа што значи ако се отвори вашиот компјутер има безброј приказни, се уште пишувате за Скопје, се уште имате новијата инспирација. Се уште не пишувам, кога се јавив, не знам кај беше, да те видам девојче, нели? Таа што ги примаше тие. И не најде за сходно едно кафе со мене да се напие. И некако бев, викаме, ја за кого пишувам, на кого му помагам, зашто ти на новинар, ја сум млади новинари сум работа. Ако му најдеш тема, ако му најдеш кај да копне, кого да викне за гостин, него му е завршена работата. Значи, она не најде за сходно, ја не барав да ја видам која е. Добро. Сум гледал, од гледање фајда нема, нели? И така некако прекинав одеднаш. Али ќеркиве ги ископаа тие и направија книга, ја не знаев ни. Они и кафана за промоција, и гости кои Се да организирале. Све организирале, ја бе фрапиран од тоа. И Добро, но дали се уште градов, ваков каков што ние, ви представува инспирација? Дали знаете и во овие пензионерски денови веќе да седнете, да пишувате, да творите? Еве зашто би пишувал, ако ви ја дозволам. Ајде. Би пишувал за нашата негрижа. Ние имавме средби на солидарноста по повод, нели, светска солидарност која што ни помогна во најтешки моменти. И материјално, меѓутоа човек бара некој да види дека некој мисли на него и така натаму. Средбите на солидарноста беа невиден простор културен. Тука беа Голден Гейт дојдени на 2 пати. Тука беше Мина која што избегал багажот, пејачка италијанка која дојде со налани и у летно кино кај што е кај детското игралиште имаше важно она настапи. Шарл Азнавур, Зубин Мехта, у сајмиште кај што сеевме на обични столици. Меѓутоа го слушаме оркестарот на операта и така натаму, и Зубин Мехта кој што е светско име и диригент. Што ми е муабетот? Ние полека тоа го заборавивме, место да го одгледуваме и да се трудиме, затоа што такви народот сака случувања, сака културни, сака и да така се случува нешто во градот. Тоа е потребно. Значи, да не Стручки замре. вечери, ја не знам дали доаѓа некој поет тамо, Нобеловци доаѓа и така натаму. Да не кажам Скопски фестивал, кај што цела Југославија бивша доаѓа да пеа тука и за нив
посебни текстови се правеа, посебно на македонски, посебно. Ве фаќа ли носталгија, ве вака зборувате за едни навистина убави времиња и убави работи кои што му се случувале на градот? Најмногу ме Иако фаќа- нормално е тој да се менува. Најмногу носталгија ме фаќа што сите тие настани се поврзани и со некои луѓе што за жал, нели, природата си направила своја, ги нема ти, нема со кого да ги обновиш. Се сеќаш ли кога отидовме од клуб на новинари, кога отидовме у кафаната на полициска станица Беко, вика, бе, не сме биле, како бе, не сме биле, најефтино беше таму. Јас сум запамтил, тоа ми влегло некоја. И после тоа ќе идеме кај Нова Македонија, како се викаше ресторанчето. Ќе ви текне после. Добро. Затоа што е таму скапо, а овдека е систем самопослуга и ќе се јадеме, ќе се напиеме и после си одиме да се забавуваме и да се грееме, смрзнавме на корзо. Да. Да. А корзото беше посебен настан. Ја првиот настап на корзо ми е татко ми и мајка ми одат напред, ја и сестра ми по Маршал Тито беше улицата, нели? И на средината имаше плочки месингани и ние рипавме меѓу плочките, се бркавме, они се шетаа. После се подели корзото на студентско и работничко. Од едната страна се радничка омладина, од другата студенти. И тука имаше и тепачки, нели? По разни основи. И ве Бранко потврдува. Основи на многу Па после емоции и круг, многу да. адреналин. Круг имаше. Пред Хотел Македонија бивши, па тука све се вртеше и ние почнавме да стоиме тука. Не се шетавме. Да видиме кој ќе помине, па дали симпатијата ќе помине, како е лани, дали е многу црнка од летоска, од кај, Дали така се натаму. случила. И тоа се све. И по партизанска сме се враќале, оние едно време, бидејќи последниот автобус е од 12:15. Ќе фати поише, сакаш, неќеш, пешки. Нас ни беше веќе досадно, а се прави партизански ископана све и ние почнавме да идеме низ цевките, оние огромни, Добро, деца. од канализација. Тајмо може да се настрада. Точно, Не ама дека на ќе тие ти дој- години неретко некој Страшно размислувам. нешто. Да, Страшно. да. Вака кога ќе се навратиме сите какви работи сме правеле, понекогаш може да биде и многу опасно. Бранко, сте биле, благодарение на вашата професија, во многу метрополи. И вообичаено за главниот град е да се нарекува метропола. Но Скопје, чинам дека се уште му фали нешто за да ја носи таа титула. Што мислите вие? Што му недостига или како се станува, како главниот град навистина да стане една метропола која што ќе блесне онака како што треба? Во вистинска смисла. Господин мој со малце спомна онака овлаш фалат настани, тогаш ако биле тие синдикални средби, значи влечеле луѓе, па нешто се дешавало и метропола во принцип. Сега, значи многу нешта, но едно од тие нешта е негде каде што се случуваат многу работи. Скопје изгуби некои од тие содржини. Негде 80-та година, ако не се лажам, се гради Скопското езеро Треска. Тогашно, малце сатирично кажано, доброволно 2% по наредба. На сите им се одбиваше од платата, вели доброволен... Само придонес. Само придонес. Значи, само придонес, ама татко ми искоментира, никој не ме праша, вика, а земаат 2%. Да, меѓутоа, езерото Треска, кој што имаше капацитет 10.000 посетители, беше исто преку цело лето место на случувања. Не само од Скопје, од други места од околината Дури доаѓа. дел од моето детство е поврзано со тоа. А добро, тука Може сме ли една дигресија, Бранко? тука сме една декада, па Да, неколку да. декади Ќе и го така. заборам ова. Кога се проектирало езерото, некои инсистирале да биде долго не знам колку, 750 метри. за да може кајак на мирни води да се. И не го направиле тоа. Некој имало што можел да замисли дека тука ќе доаѓа цела Европа, цел свет, бидејќи има кајак на диви води на истата река тука. Да. Матка и така Па натаму. добро, потребни се луѓе со визија за... Па, ама не биле ислушани тие и останува езерова, сега не знам да постои. Веќе не, за жал. Метропола. Значи, метропола, Скопје, во неколку моменти има доживеано. Светскиот куп која се дешаваше во Скопје,
Значи, тоа беше огромен импакт за популаризација и за присуство во свеста на посетители надвор. Сите што го гледа Суперкупот, па каде е тоа Скопје? Па сликите од Скопје. Да. Провоцира многу посети. Благодарејќи на овие ефтини летови на Визер, ние имаме многу индивидуални посетители. Значи, пак ќе речам, Значи, луѓе кои што специјално доаѓаат за градот, така? Викенд, доаѓаат на викенд, нешто... добра храна, ефтина храна. Јас имав од Полска четворица директори, другари си биле уште од факултет и по некаква случајност во иста фирма се вработуваат, БАСФ, огромен концерн, и доаѓаат на еден викенд едноставно да се напијат, да се најадат без големи очекувања. И кога видоа све што све не можеше да видат, меѓутоа кога видоа барем нешто од она што Скопје го нуди, не вика ќе дојдеме ние друг пат, ќе дојдеме на една недела, малце пошироко. Оти сега тука во таа програма немаше време да одат со кајче на матка. Отидовме само горе до кафаната, не можеа да се оттргнат од оној матка... од погледот. Да, апсолутно. Матка. Кои се првите, еве, можеби 3 или 5 работи кои што туристите задолжително мора да ги видат при еве и кратка посета на Скопје? Кратка посета. Што сега се нуди? Да. Или може вака некоја паралела да направиме на туристите можеби пред 20 на години, што се нудело и сега, што им се нуди? Пред 20 години или пред проектот. Јас кога го водам разгледот, велам ќе видите архитектура од 2 периоди, а културно наследство од 2 милениуми. Меѓутоа, пред проектот старата чаршија беше. Старата чаршија, старата железничка станица и некако завршуваше содржината. Да, убаво. Епа, ајде, аквадуктот да ги однесам тамо, да ги испокасаат комарци и да скокаат меѓу реките ѓубре. Матка, да, како атракција, меѓутоа се уште толку пештерата не беше популаризирана. Сега со новото, еве да не го заборавам, манастирот Свети Пантелеимон, затоа што и тие групи туристички што доаѓаат... И Марков манастир. Марков манастир е малце подалеку и веќе имаме многу содржина тука. Манастирот Пантелеимон, кој знае, е раната ренесанса. Ако Македонија беше поголема држава, ренесансата ќе почнеше овде. Значи, 1164 година Пантелеимон се гради, ренесансата почнува со Ѓото, италијанскиот сликар, во капела Реина ди Падова, 1350 година. 200 години покасно. Ама Италија е Италија. Сега, бела Италија. Да. Али сепак е дадено признание дека е тоа рана ренесанса или ренесанса на комненовиот период и сега туристите што сакаат таков вид на културни споменици, обавезно го имаат во агендата. Е сега она што почнавме must see или што мора топикс. Калето има огромна приказна. Старата чаршија со своите одбележја, Капанан, Даут Паши Намам и сите тие содржини е обавезно. Доаѓаме на плоштадите. Значи, плоштадите, меморијалната куќа на Мајка Тереза, од пак друг аспект, е исто голема вредност. Е сега, ако ќе завршиме со центарот на градот, пак се враќаме на Матка, Пантелеимон. Има уште неколку содржини што, да речеме, скупи, кои што се уште не се во таква фаза што би оставиле голем впечаток. Се уште треба да се работи. Археологијата е скапа работа, многу работници, бавен процес, но не треба да престануваме. Треба континуирано да се работи. Така е. Убави спомени ве Јас малце имате за... Да, се извинувам. Само да не ми избега мислата. Малку покасно од Мојсо еден добар период го третира, меѓутоа не го третираше она кога на Матка со точаци се одеше, па скокавме во на ледењара вода, скокавме од горе од Карпите, клинот кај што е, и се направи езерото Треска, каде што цел младеж се собираше тамо. За викенд имаше рекорд во вечер, еднаш прочитав 13.000 посетители. Па скари се палеа, па тоа цели друштва тајфи, меѓутоа преку работната недела кој можеше доди? Младуријата ние што одевме со точаци, сега ако имаме пари, ќе купиме, имаше еден киоск кај што
беше најевтино и пивото и сендвичот, ама беше од другата страна од езерото, кое што е 750 метри долго и сега кој ќе оди пешки, ајде пливање на грб, па да го донесеш сендвичот, предизвик пред девојките да се покажеме. Да се покажете. Ние одевме на састав, се викаше тоа, Вардар и Треска. Каде што се И таа е на убава плажа. Да, и Кај што тоа. е одевме на фудбал Сарај. Има многу содржини што се запоставени, кои што треба да се вратат назад, ако сакаме Скопје да се врати или да биде метропола, да прерасне во метропола, дефинитивно уште многу содржини кои што ќе привлечат посетители не само од Македонија и од околните. Да, а прво нешто што треба да се направи можеби е моментот со ѓубрето. Споминавме дека оваа 2025 година ние во неколку наврати кажуваме дека можеби Скопје доживува најлошата слика за себе, како изгледа. И тоа е секако резултат на човечка рака. Тоа што луѓето можат да го уништат и да го направат е неспоредливо со ништо, но прашањето ми е како туристите реагираат. Еве, верувам и вам понекогаш ве фаќа неубаво чувство, срам, кога нели ќе ги треба да ги прошетате ни сите овие работи кои што ги споменувате, а едноставно мини депони на секој чекор. Како беше изминативе месеци кога буквално ѓубрето беше на секој чекор? Засрамување. Мислам, стварно се црвенеевме, јас лично се црвенеев кога требаше од аеродром доаѓаме и сега очекувањата, веќе Скопје стана популарно преку интернетот, благодарејќи најмногу на интернетот. Ќе видат каде најпрво гледаат каде имаат ефтини летови еве од Европа, од Визер, оние дестинации. Аха, ајде викенд во Скопје ќе си одиме, ќе изгуглаат, ќе видат дека има добра храна и добро све. Меѓутоа, ѓубрето, она што беше последниве месеци некако, го, како да речам, нанесоа толкава штета што го поништија сето она добро што беше низ времето. Тоа се правело и градело, да. Пак ќе речеме, два последователни управувања со градот, толку катастрофални, едноставно немам зборови, подобро и да не навлегувам затоа што ќе влеземе во други води, али ѓубрето, неисчистеното, неодржаваното, што се случува е на Матка. Значи на Матка на времето имаше рампа каде што само возила на хидроцентралата можеа да поминат. Сега тамо е една мафија фатено, намерно не ги оставаат автобусите ни до големиот паркинг да дојдат, за да можат тие сиви таксисти да се обраќаат. Толку години не се најде решение, а има решение, се прави голем паркинг плац, каде што ако си дошол на Матка, си дошол да пешачиш. Не со колата да се качиш догоре. Значи, ако сакаш со колата, си ја промашил идејата, местото. Да, си го промашил местото, да се направи голем паркинг тамо, каде што автобус ќе влезе туристички, само да остави патници и да се тргне. И после, од каде што е стазата за кајак, пешки, да се оди горе до езерото. Моментално прво патот е ископан, сите што се со коли, шерифи со отворени прозори и музика на 200 децибели, малтене ќе ми ја изгазат групата, се случува откако ќе се закрчи све, ќе дојде полиција, па не пушта автобуси горе од кај што беше полицијата и ти вика пешки од тука. А јас имам закажано ручек на Матка, имам закажано бродче до пештерата. И што? Ништо. Канцелираме све, значи изгубен приход, канцелираме све. Кој ќе оди 4-5 километри? Тоа се возрастни групи кои што сакаат да потрошат пари, ние неќеме да им ги земеме. Да, баш е така. Да. Мојса, сликата со ѓубрето и депониите, го паметите Скопје некогаш така? Имате такви приказни за градов или само убавите работи знаете да ги споделувате? Не сум ни помислил дека може да дојде до тоа дереже. Да. Сметам тоа, колегата ќе потврди дека тоа е изрежирано, толку време да не се собира ѓубре, да се направи таква атмосфера за да дојде некој што ќе го исчисти тоа за 72 часа. Ја не верувам дека тоа толку многу илјадници тони ѓубре е исчистено, меѓутоа пропагандата, јас сум работел во пропаганда и сум осеќал одма што е пропаганда, а што е вистинската вест и така натаму. Да не навлегуваме во тоа. Меѓутоа, се што ќе се направи
во позитивна смисла е страотно позитивно, да кажа. Дали сега ќе можем ја мебело дома да тоа си работа на некој што ќе одреди кога јас му јам. Меѓутоа, ако ќе изнесам од дома, треба некој да биде тука, да го товари тоа, да го однесе. Ни една минута да не остане на улица. А ја бев едно 5-6 месеци у Келн, у Дојче Веле, тамо местото кај што се фрла ѓубре беше под клjuč кај што живеев тие неколку месеци. И фрлање ѓубре само у одредени денови, ќе си го чуваш дали на тераса, дали дома у кујна, и кој ќе е време за фрлање. Кој ќе влезеш у оградениот дел, у едно можеш да фрлиш хартија, нели, у едно рециклирање. Ќе си го распоредиш ѓубренцето и ќе си отидеш горе и тоа. Нема ти кога сакаш да фрлаш, па секогаш сме далеку не. За жал. И они се далеку од нас. Кога сме почнале ние. Да. Бранко, знаете, вака, има и други нечисти градови во светов, но вака некој каде што сте биле и да се запрепастите колку е вака нечисто како што беше периодот во Скопје? Таква си, ни блиску. Ни блиску. Тоа е прво и основно нешто што мора да биде средено, така? Режирано, нережирано, некој, за да си го зачува макар малку образот, немало да падне до тоа граѓаните да страдаат. Да. И не само граѓаните да страдаат, него и таков лош впечаток да се остави во светот. Еве ви кажував за директорот од Volkswagen, све добро, ама нас не класифицира во некое племе 200 години назад сега со тоа ѓубре. Значи не сме способни ѓубрето да го изменаџираме, а да не зборуваме за поголеми работи. Да. Нигде, барем јас докај што сум патувал, сега не сум одел по Африка, не знам... Во некој ефтен рурал, не? Најблиску што можам да споредам, од кога одевме кај Гиза пирамидите, али тоа е солидно време назад, сега е веќе многу изменето, негде пред 20 години, кај пирамидите се поминуваше низ една рурална населба, кај што децата се бањаа во кал, уште тоа ни фалеше да видиме деца во да се бањаат. Тамо имаше смети ѓубре, ама сега ние дали тежнееме да видиме европски град или да одиме назад. Да бидеме метропола. Никаде пред крајот, бидејќи мобетите за Скопје никогаш не стивнуваат, спомените и воцирањето може да трае уште многу долго. Кога би имале моќ нешто да промените или како би го гледале градот за некои 5 години од сега или можеби 10, што освен, предпоставам, ќе го споменете можеби аерозагадувањето како една клучна точка, но што е она што би сакале вие да го промените и да го видите Скопје во едно подобро издание? Дефинитивно исчистено, дефинитивно цивилизирано, уредено оние точки што ги спомнавме. Пак од туристички аспект, нели? Калето да се среди, да се отвори таа главната капија што беше, оти доста е веќе со тие етнички конфликти и такви работи. Ние уште ако не третираат сами, ако се понашаме ко племе, и ќе не третираат ко племе, не може да очекуваме другите да... Никој не ни е крив. Значи, калето да се среди, на матка да се најде решение од туристички аспект, да донесеме луѓе, да видат дека сме цивилизирани, па и поинеку ќе мислат за нас во Европа. 5 години е, ајде да не речам амбициозно, меѓутоа се може, ако се сака. Така е. Ако се сака, ако се има волја, може да се засукаат ракавите и да се... Да, све се може ако се сака. Ако се сака, така се сложува. Мојсо, вие што би променило? Човек што нема минато, тој нема ни иднина. Значи, се што било во минатото, ние треба да го стаеме, да го видат луѓето што доаѓаат тука, да видат кај доаѓаат и да видат дека тоа не е некоја земја, како некои што викаат, направена у Авнојска Југославија или не знам што, тоа е територија, тоа е јазик, тоа е култура, па вие може да земете од место у место, не може да ги познаете носиите, да не зборам и народните песни. И да завршам, ако идеш у Македонија, ако не знаеш да играш и да певаш, немој да идеш таму уопште. Тоа би рекло вие нашите северни соседи. Значи ние Не, дека дојдат, ќе ги научиме. Ние сме извор на историја, извор на фолклор, извор на минато, па и на иднина. Зашто да не?
Да. Баш за тоа зачувување на културно наследство се и нашите следни гости кои што вие веќе ги гледате во студио, а наскоро ќе ги видат и нашите гледачи. Јас искрено ви благодарам многу за овој разговор денеска, за одвоеното време, за евоцирање на навистина убави моменти кои што Скопје некогаш ги живееше и се надевам дека сите заедно со силна волја, како што спомена и Бранко, ако сакаме, можеме да го направиме градот повторно да ни биде метропола и да блесне онака како што треба и заслужува. Благодарам за поканата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за можноста и убавите зборови на крајот да ни блесне, да ни биде метропола, да се гордееме со него, а да се страмиме. Ете баш така. Ви благодарам уште еднаш.